Ценовниот притисок на горивата за транспортерите е преголем и во нивното работење тие покажуваат огромни негативни разлики, велат од Сдруженијето Макам Транс. Во вакви услови државата е таа која што треба да преземе мерки, да ја прво замрзне цената на горивото и доколку постои недостаток или штети, како да кажам, од повисоките цени, треба во прв период да ослободи дел од резервите кои што секоја држава ги има нафтени деривати и се тоа да ги ублажи стресот кој што би се почувствувал и на увозниците на нафта, а во понатамошното стабилизирање на самите цени да се надомести резервите кои што ќе бидат искористени. И то така може да се укине и акцизата, или да се намали и ДДВ-то. Од друга страна, од владата вела дека со одлуката од јули за укинување на дополнителната акциза, потрошувачите на гориво се заштитени и плаќаат 2 денари помалку. Со измените што се направени во законот за акцизите, сме осигурени да нема висок раст на цените на горивата, така што ставивме вариабилна маргина која е поврзана со цената на барел нафтата на светската берза. Така, ако цената на нафтата на светската берза расте, оваа маргина ќе се намалува што ќе влијае на крајната цена на горивата кај нас. Се вели во владиното соопштение. Реакцијата на транспортерите повторно станува гласна, бидејќи неколку недели поред цената на горивата континуирано расне, па сега Евросупер 95 се продава за 76,50 денари по литар, Евросупер 98 78,50, а Евродизел за 68,50 денари.